Добар ден, добро ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. Наш денешен гостин во оваа емисија е Оливер Стаменков од Кучани, пејачот кој неодамна настапи на Звездите на Грант и имаше доста успешен настап таму. За оние кои го следат ова шоу веќе знаат. Добар ден, добро ни дојде во студиото на Канал 8. Добар ден, Тања. Поздрав до тебе, до гледачите на твојата прекрасна емисија и сакам да ти се заблагодарам за поканата, за учеството во тоа. Благодарност и ти што се одзва позитивно на поканата, еве да ги кажеме твоите активности и со групата со која функционираш и се разбира активностите на шоуто Звездите на Грант, нели сега тие шоу се доста актуелни и ти таму доста успешно се представи, но најпрво сакам да споменам, Оливер, дека ти си музички образова, значи средна музичка школа, исто така и музичка академија, така ли? Да, средно музичко образование заврши во музичкото училиште, средното музичко училиште во Штип, потоа продолжив, нели, на високо образовна установа, нели, во Скопје, на факултет. Да, музичка академија, и така. И сега не работиш? Да, моментално сум невработен, значи... Можеш да работиш во училиште со музичка теорија имаш завршена, така ли? Да, за музичка теорија и педагогија, професор, наставник. Така, има ли можности во Кучани, можеби во Штип и така натаму да се вработиш? Па има можности, треба значи малку да се активираш околу тој дел. Но сепак ти си активен и на други полиња, кажавме Звездите на Грант, ќе искоментираме тоа сега. Ги доби гласовите токму на оние пејачи кои се врвни, нели, тука ќе го споменам Шабан Шаулич, ќе го споменам Аца Лукас и така натаму. Како помине на Звездите на Грант, на шоуто? Па добро, првиот круг и вториот круг. Првиот круг помина се во најдобар ред, значи Звезда Грант е едно огромно искуство, значи огромна машинерија, организација, значи од почеток, значи до се, значи до сценографија, до големо искуство е да се настапи на таква сцена, во такво шоу, кога има публика, кога знаеш дека те гледат и твоите тука, нели, цела Македонија, Србија и така натаму, но и подалеку, и пошироко. Но какво е искуството? Ти се представи со песни од Тоше Проевски? Да, значи првиот пат, кога бев првиот круг, се представив со песна Тоше Проевски, По тебе, и испеав, ги добив сите 6 звезди од жирито, ми беше многу мило, значи ми беше огромно задоволство. Што значи препознаа дека има нешто вредно. Квалитетот се препознава надалеку, така. Една песна пееше тогаш? Да, една песна. Значи после тоа одеше вториот круг, се снимаше и вториот круг и сега таму се представи со кои песни? Таму се представи значи со две песни, една македонска лихнида, кај че значи сепак македонската си останува, така, да, и красива Здравко Чолич. Така. Околу искуството, околу целата публика таму, околу подготовките, можеш нешто да ни кажеш, да ни откриеш? Па како што реков, значи искуството беше прекрасно, дружбата со колегите, со доста учесници, значи од сите од бившите ју простори, значи од Србија, од Босна, од Хрватска, значи имаше доста голема дружба, разменувавме различни искуства, значи се дружевме таму. Прекрасно, значи во секој случај беше. Очекуваш ли дека ќе ги добиеш сите 6 гласа од жирито? Значи, тоа се врвни пејачи, нели, кои не се за подценување? Не очекував искрено. Но даде се од себе. Отидов, значи со не многу големи очекувања. Значи збориме за првиот круг. Така. И излегов, значи си реков ќе отпеам, јас ќе си го завршам своето, па сега што биде нека биде. Така. И така ги добив, значи сите 6 гласа, бев воодушевен, бев пресреќен. Моите исто така дома беа пресреќни. Ти таму со кого отиде, со твоите? Со мојот војко, мојата војна и со мојата вреница. Така, да. Добро, и како, што понатаму? Кога ги доби, па отиде на вториот круг. Имаше ли трема за време на првиот круг? Па имав, значи тремата беше присутна цело време. Она малку и но вториот круг дека можеби повеќе се очекува од тебе, нели, повеќе да се представиш во подобро светло. Отидов со малку преголеми очекувања, значи сега ќе видиме, значи може пак ќе треба да се ќе ме вратат и во третиот круг. Така, значи ќе има некои можности, некои шанси да продолжам пак. Па ќе видиме што ќе се деси. Така, дај може да е така. Добро, ќе зборуваме за твоите сегашни активности, тука ќе направиме пауза, ќе слушнеме на преубава песна од тебе, па продолжуваме понатаму. Повелете.
кајче веслаше по Охридското езеро. Наспроти нејзе рибари, 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 стари другари. Рибари, стари другари, кротко веслајте кајчето, да не ми правите бранови, бранови, рацете да си одморам. Ликни да кајче веслаше по Охридското езеро. Тико си песна пеше, мија на платно белеше. Ликни да кајче веслаше по Охридското езеро. Тико си песна пеше, мија на платно белеше. Знам јако си ти и знам одакле си, ал не знам шта си чекала до сад. Тражио сам те у лудим сновима, у пјесмама sa tvojim imenom. A ti si tu i živa si, krasiva, krasiva. Dobrodošla si u život moj, krasiva. Već je krenuo let. Evo pucat ću 3 puta u vazduh, neka pitaju gdje se to slavi. Uči takav je red, krasiva. Dobrodošla si u život moj, krasiva. Za još godina 100. Evo pucat ću 3 puta u vazduh, samo jednom će puknuti jače. Moje srce je to, moje srce je to. Оливер, поминаа новогодишните празници. Каде бевте за нова година со твојата група? Па да, нели поминаа новогодишните празници во едно преубаво новогодишно, значи, расположение. Новата година поминавме со мојата група што работам, значи се работам со нив од Куманово, Плейбенд, би сакал да ги поздравам. Ова прилика и бевме го на Брана Градче, значи таму настапувавме. 2 вечери дочекот за новата година и втората вечер, значи беше преубаво, една преубава новогодишна атмосфера. Так, вежбате ли често, ги учите ли новите песни кои ги бараат младите сега, затоа што нели тоа е актуелно што е? Па добро, да. Македонските преработки. Се учат песни, се тоа што го бараат, што е актуелно, значи што го сакаат и младите и постарите нормално, нели? И македонски, имаме доста македонски преубави песни, исто така и песни од нашите соседи.
Бугарија, Србија. Соработуваш со другите музичари? Па да, другите пејачи, со други групи? Имам соработка со доста колеги, така и од овде, и од соседните места ме викаат, значи, за настапи, за свирки, за прослави и така. Така. По кучанските ресторани, дали функционирате со групата? Со различни групи, кажавме дека соработуваш со различни групи, сега во студиото си со друга група, така? Да. Па да, работиме, значи, по ресторанти, пред известно време бевме во Виница, свиревме во Прелов ресторант, кај Мачев, значи, моментално сум сега ресторант Паце за 8 мартовските, значи, денови, мислам, празник, за денот на жената, да. 8 март. И така, тоа е моментално некоја активност. Како ги усогласуваш одврските? Мора да се вежба, мора да се трудите. Имаш ли време за сето тоа? Па има, значи ако се сака. Со оглед на тоа дека добро не одиш на работа, но како и да е се наоѓа време за се. Затоа што мора да се вежбаат нови песни. Да. Добро, ќе зборуваме и за твоите идни планови, тука повторно ќе направиме пауза со преубава музика, да слушнеме и да ги расположиме гледачите. Повелите. Така. U istu gradu mrođeni, pod istom zvezdom loš znak. Opet sam sanjao da rušimo to naše gnezdo. Gradom kruže priče da me varaš, nekog tamo imaš ti. A ja im kažem na istoj adresi živet ćemo ljubavi. Nije svejedno kad ti ljubav gradu, kad nekog voliš u dalekom gradu. Ja te još sanjam u Beogradu. Nije svejedno, pazi koga sanjaš, sa kim se budiš i sa kime spavaš. Ja ću ti doći kad se ne nadaš. Ti u jednom gradu, ja u drugom sam, i noći bele, loš znak, jer pada mraka, kilometri me od tebe dele. Gradom kruže priče da me varaš, nekog tamo imaš ti. A ja im kažem na istoj adresi živet ćemo ljubavi. Nije svejedno kad ti ljubav gradu, kad nekog voliš u dalekom gradu. Ja te još sanjam u Beogradu. Nije svejedno, pazi koga sanjaš, sa kim se budiš i sa kime spavaš. Ja ću ti doći kad se ne nadaš. Оливер, слушнавме преубави песни во студиото, верувам дека ги расположивме нашите гледачи. Сигурно имате идни планови некои кои треба да ги реализирате во оваа 2015 година, како со оваа група, така и со другите групи, кажавме од Куманова функционирате. Дали можеби прошетки во странство се планирани? Турнеи некои? Значи, конкретно нема ништо во најава, значи можно е да излезе некоја, значи доправа е 2015-та предност. Да, доправа е 2015-та, има цела година, може да излезе некоја понуда, значи доколку излезе.
Нашинците во странство секогаш прифатили, да. Ги сакаат таквите песни, македонските песни да слушнат таму македонска песна и наш пејач. Да. Добро, продолжуваш повторно со активностите околу прославите, околу свадбите, свеченостите и така натаму со групата од Куманово? Па да, и со мојата група, нели, како што реков, од Куманово и со различни луѓе, со колеги што соработуваме тука, значи продолжуваме со прославите, со настапите. Да. Дали си во план, затоа што немаш твоја компонирана песна, дали си во план да излезе некоја твоја песна која ќе биде слушана? Да, значи во план сум, би сакал, значи да издадам нешто мое авторско, преди тоа што до сега немам ништо, значи би сакал да имам моја авторска песна или да биде тоа некоја обработка, преработка на некоја стара подзаборавена македонска песна. Доста преработки има сега и кои остануваат да се слушат, да. Да, и настап здравие на некој фестивал. Имаш до сега настапувано на фестивали кои се организираат во Македонија, освен на овие шоуа, нели, српските? Имав настапувано на Филиграни, мислам дека имавме настапувано 2 пати и така. Добро, какво е твоето мислење за фестивалите кои се организираат во Македонија? Па, не знам како да кажам, значи фестивалите се сега пред известно време не беа баш на завидно ниво, сега малку, значи знаеме дека Министерство за култура ги финансира самите фестивали, како што се Фолкфест Валандово, значи Цветници ги финансира Министерството за култура, како што реков, и малку се сега во подем, да кажеме. Да. Во пораз фестивалите, значи мислам дека ете така излегуваат и доста млади надежни пејачи, што треба да освежат, нели, ова наша естрада, македонската естрада и искуството е големо сепак и на тие фестивали да се представиш во својата држава на фестивалите, сепак добро искуство и соработката со другите пејачи. Така. Добро, Оливер, тука би направиле повторна пауза, ќе слушнеме повторно убава музика од вас, па се враќаме да се одјавиме со емисијата. Први поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи се згазиме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе. Ушти насмев меѓу прамени и злато, еден поглед меѓу трепки и амадлаво. Божем случајно, забавено и филмски, само рака подај ми, дај но стисни. По тебе, кашно газеш мојот поглед вакува, моето срце стапки ти обројува. Гори надежде да дојде, твојот чекор ко мене да појде. По тебе, кашно газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежде да дојде, твојот чекор ко мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на бола киснам. Како суволи се згазиме под себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кашно газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежде да дојде, твојот чекор ко мене да појде. По тебе, кашно газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува.
Gori nadežde da dojde, tvoj očekor ko mene da pojde. Krvta mi se branuva, tvoj dopir udira, kako struja telo mi oživuva. Po tebe, kažo gaziš moj pogled vanduva, moje srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežde da dojde, tvoj očekor ko mene da pojde. Po tebe, kažo gaziš moj pogled vanduva, moje srce stavki ti odbrojuva. Gori nadežde da dojde, tvoj očekor ko mene da pojde. Po tebe. Оливер, јас ќе ти се заблагодарам што еве одвои време да дојдеш заедно со твојата група во студиото на Канал 8 да направиме една преубава емисија која верувам дека го задржи вниманието на гледачите. Се надевам дека и понатаму ќе соработуваме и повторно ќе ги кажуваме вашите успеси во нашата телевизија. Така, Тања, значи сакам уште еднаш да ти се заблагодарам за учеството во твојата емисија, да ги поздравам гледачите на Канал 8. Да ви посекам уште, посекам тебе уште многу успешни вакви емисии. Така, успехи на тебе, ти посекуваме сите од реализацијата тука на емисијата од Канал 8. Се надевам повторно ќе соработуваме и ти благодарам. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме попладневната емисија на Канал 8. Јас ќе се заблагодарам за вниманието. Се гледаме следната сабота во истиот термин. До тогаш останете ми во добро здравје. Довидување.